еден момент во сгрешениот говор на премиерот што го имаше за разрешувањето, каде воопшто не спомнува разрешување, имаше една многу интересна работа што тој така добро ја прочита кога го кажуваше, го читаше, тоест неговиот говор. Јас не смеам да дозволам да направам ситуација во која граѓаните ќе се будат и ќе живеат дневно во неизвестност. Дали ќе има плати и пензии? Да, тој нелегитимен и трајно неспособен премиер кој го читаше сгрешениот говор, замислете, не смеел да дозволи, а всушност тој дозволува граѓаните да се будат и живеат во неизвестност. Како денот да го поминат? Тие мислат, дали Македонија ќе ја имаме или не? Дали ќе има плати и пензии? Штета што не е тука да му спомнам и да му кажам дека мора да има плати и пензии, мора да издвои за граѓаните. Но, што денес народот купува? Колкава е нивната куповна моќ? Тие од власта знаат да зборуваат дека нешто се покачило, а колкава е куповната моќ не знаат да зборуваат и не знаат да кажат дека споредбено само со јануари 2022 и јануари 2023 година зголемени се цените на леб и жита за 39%. Имаме покачување на млеко, сирење и јајца за повеќе од 36%. Месото повеќе од 30%. А дали платите се зголемија за граѓаните на вистина да почувствуваат дека тие можат да си дозволат се што сакаат? Не. И затоа тие исправно се грижат за тоа дали ќе ги биде или не. И затоа секојдневно само повеќе слушаме за тоа колку младите, колку семејствата ја напуштаат Република Македонија, не сакајќи да останат во ова место за кое Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ветуваше живот, а всушност пекол донесе. Ви благодарам.